камерунецот, ето, веќе стрелец на 2 погодока во новиот дрес. Еве сега прва вистинска шанса, ето и 1:0, втора минута. Самуел, ето, каков почеток за Интер на овој меч. Прв корнер, ето, го постигнува и третиот погодок во дресот на неорадзурите. Извонреден почеток за домашниот тим, за составот на Интер. Проблеми во одбраната на Наполи, Милито најнапред беше во шанса, Камбиасо не се снајдено, тука е искусниот стрелец Самуел, ето. Во истекот, во последните секунди од втората минута му носи водство на Интер. Де Сантис практично немаше шанса да реагира од оваа позиција. Тројца противнички напаѓачи во петерецот. Радост и распротивниот дел од теренот, каде што е голманот на Интер Цезар Маикон. Лесно се прошета кај одбраната на Наполи. Дали има офсайд, дали ќе важи во погодок? Така е. Диего Милито 2:0. Пета минута, неверојатен почеток на вечерашниот дуел. Де Сантис не очекуваше дека одбраната или фудбалерите, неговите соиграчи од одбраната ќе бидат надиграни и дека по само 5 минути по двете шанси за Интер домашните ќе ги реализираат за водство 2:0. Побегна Диего Милито на своите чувари кои очекува помошникот на Трефолони да сигнализира офсайд, но извонредна акција пред Сена Маикон ја повлече топката, го проигра потоа во продолжение на акцијата аргентинецот Милито за водство од 2:0. Споменав тандемот Милито, ето, ќе видиме ова ситуација уште еднаш, сепак од овој агол се гледа дека ето ја пропушта оваа топка, обид на Маиконо далече на извонреден удар. Пара корнер, бразилецот, но ќе видиме ова акција уште еднаш, добра проценка на ето, преку 20 на метри, извонредно силно биеше Даглас Маикон, е единствен стрелец од одбранените фудбалери. Извонредна шанса сега за Наполи, но фантастична интервенција на Цезар. 17-та минута. Со крајни напори успеа да го амортизира ударот на Кваљарела, голманот на Интер, и спасува сигурен гол на средбата. Фиорентина Самдорија нема погодоци, но има уште една шанса за ето. 21 минута и добро се постави Де Сантис. Извонредна можност за камерунецот, можеби да ги рачисти сите дилеми на овој надпревар, иако е се уште рано. Првенец во дресот на Интер, 32 минута. Интер води веќе со 3:0. Од Бајер Мюнхен се пресели во калчото, во дресот на италијанскиот шампиони. Вечерва го постигна со прв гол во новата екипа. Од корнерот на Снайдер, Зунига не успеа да му попречи на дефанзивецот на Интер, кој го совлада Де Сантис. Хамшик на втората статива, еве шанса и 3:1 Лавеци. 37 минута, вистински момент за составот на Наполи. Езекил Лавеци го постигна со прв погодок сезонава. Контини ова нафрлување на Хамшик, го пронеде Лавици, кој непосредна близина го матираше Цезар. Добре што Наполи постигна погодок пред се за овој меч. Зунига бие директно кон голот на Цезар, интервенција на бразилецот Рачистува Луцио. Нешто повеќе од 5 минути до крајот, Наполи се обидува одново да влезе во гол шанса. Станковиќ одлично проигра со ето. Станковиќ има простор пред себе и извонреден удар за малку непрецизен.
Јан Станковиќ, што роби на фудбалерот од средината кај Интер. Иако се чини дека можеше да направи уште чекор 2 понапред, се реши да го стави одново на испит Де Сантис, кој чинам дека со последни напори успеа да рачисти ова опасност. Последниот погодок кај Интер падна токму од прекин по корнерот во 32-та минута. Мајкон, одличен центар, шут и рачистува Канаваро, продолжува акцијата и нема погодок, многу среќа за Наполи. Биеше Валтер Самуел, 69-та минута. На некој начин доби повратно од Канаваро, а со многу среќа и вешто